Сведоштва, досиеа, најразлични материјали секојдневно пристигнуваат во Државниот архив на Република Македонија од граѓани кои биле жртви на тајните служби или пак од нивни потомци. Директорот на Државниот архив Филип Петровски вели овие сведоштва кои ги доставуваат граѓаните се од особена важност за да се фрли светло врз настаните од минатото за кои ја имаме само едната страна, онаа на тајните служби. Во досијата постои само еден агол на тајната служба кон оној што бил наблюдуван. Но не постои личниот агол, личната голгота, семејната катастрофа, несреќа и која што често завршувала и трагично. Тие семејства имале своји деца, своји потомци. Често тоа се трауми кои што траат со десетици години по настаните, односно по евентуално апсењето или водењето на досие. Последното досие доставено од граѓаните е пристигнато вчера. Петровски вели се работи за особено интересен случај за кој што детали засега не може јавно да се откријат, но објаснува дека се работи за лице чии татко и дедо биле следени од тајните служби поради своите идеи за Македонија. Ден денеска кај него се чувствуваат трауми од животот кој што му бил сведен на потиснување и на маргинализирање во градот во кој што живеел. Само затоа што на некој начин имале чиста македонска мисла. Тој се сеќава дека уште во основното школо одредени притисоци кон него се вршени од страна на наставниците. Петровски вели ова е што туку започнат процес за кој што ќе биде потребно многу време, но верува дека во наредниот период до архивот ќе бидат доставени материјали и досиеа од 100.000 граѓани. Државниот архив завчера објави едиција од 9 тома насловена Црните страници на УДБА, која што содржи досиеа на лица следени од Управата за државна безбедност на поранешна Југославија во периодот од 1945 до 1990 година. Едицијата содржи 202 досиеа на повеќе од 13.000 страници, што е само мал дел од материјалите со кои располага архивот. Во депото на Државниот архив во овој момент се наоѓаат 1500 досиеа напишани на повеќе од 600.000 страници. Петровски вели од 2002 година до сега се обработени само 10% од досиета добиени од тајните служби. Црни страници на УДБА, објавена од Државниот архив, е достапна за читателите. 9 тома распоредени во 16 дела. Граѓаните можат да најдат значајни документи и факти кои сведочат за действувањето на тајните служби во Македонија, каде главна цел била партијата ВМРО-ДПМН, која била следена и прислушувана. Затоа сведочат 15.000 досија кои се останати и не успеале да ги уништат. Инаку, освен членови на партијата, под око на УДБА биле уметници, борци и обични граѓани. Со објавувањето на едицијата Црните страници на УДБА, Државниот архив и даде на науката историска граѓа која сега е неуништлива, посочува директорот на институцијата Филип Петровски. Според него 9 тома распоредени во 16 дела кои се веќе достапни за читателите, содржат значајни документи и факти кои сведочат за действувањата на тајните служби во Македонија од 1945 година па се до 2000-та. Главна цел меѓу другото била партијата ВМРО-ДПМН, која била следена и прислушувана со цел да се наштети на нивните членови. Покрај партиските членови под лупа на УДБА биле и уметниците, македонските емигранти, борците, како и обичните граѓани. Според Петровски, едицијата содржи 202 дела објавени на 13.500 страници. Представува сведоштво за едно бурно време, период во кој била супресирана било каква мисла која што излагувала надвор од дозволеното мислење на номенклатурата на власта, каде сите биле на мета. Најголем дел од нив според него имале формирани досиеа од тајната југословенска, односно македонска полиција. Од тие досиеа подоцна се ваделе материјали за прогон кој завршувал со политичка, често и со физичка ликвидација. Досијата, како што вели Петровски, кој бил дел од тимот кој работеле на едицијата 18 месеци, јасно покажува дека УДБА останала активна се до 2000-та година во Македонија. Тој како проблем го посочи и фактот дека голем број на страници од досиеата во Државниот архив кои што се однесуваат на тајните операции на службата недостасуваат, што значи дека новите генерации ќе треба да ги испитат причините кои довеле
довеле до овој проблем, вели тој. Инаку Државниот архив поседува 15.000 досиеа во 630.000 страници направени од страна на тајната полиција во периодот од 1945 до 2000 година. Околу 120.000 досиеа се знае дека се направени, но ги нема. Се претпоставува дека дел од нив се уништени, а дел од нив се отстранети. Од мотото историја што чека да биде откриена, денеска за прв пат беа објавени досиеа кои ги докажуваат злосторствата кои ги вршела југословенската тајна разузнавачка служба против нивните неистомисленици. Едицијата насловена Црните страници на УДБА содржи поголем број на досиеа македонци, членови на ВМРО ДПМНЕ, кои во периодот од 1945 година масовно биле следени од Управата за државна безбедност на поранешната југословенска држава. Според директорот на Државниот архив Филип Петровски, оваа едиција е темелно ископување на вистината и сведоштво за големиот и нескршлив македонски дух. Никој од нас не беше свесен, а законот ни укажа дека и по 90-та година се останало исто. Односно дека тајната полиција продолжила со својата активност. Таа активност била особено насочена кон партијата ВМРО ДПМНЕ. Кон таа партија се применувани секакви методи. Следење на незините првенци и активисти, формирање на досиеа на председатели на општински комитети, од кои некои денеска седат тука, па се до детална обсервација, фотодокументирање на седиштето и прислушување на телефоните. Материјалите промовирани во едицијата биле неовластено направени во временски период од 55 години, посочи Александар Даштевски, потенцирајќи дека иако поранешна Југославија била дел од Обединетите нации и ја прифатила Универзалната конвенција за човекови права, незината тајна од 13.000 страници, кои од утре ќе бидат достапни како за продажба, така и низ сите библиотеки ширум земјава. Денеска во малата сала на Центарот за култура Антон Панов во Струмица беше промовирана едицијата Црните страници на УДБА. Директорот на Државниот архив на Република Македонија Филип Петровски ги презентираше документите објавени во 9 тома, 16 книги, во кои се содржани 202 досиеа на 13.500 страници. Ние во Државниот архив чуваме околу 630.000 страници, кои што покажуваат еден многу чуден однос на тогашната држава кон сите патриоти и кон секоја македонска промисла. Материјал кој што досега не беше достапен за историската наука, не беше достапен за проучување и анализирање и по наше мислење материјал кој што ќе допринесе во многу да се смени односот, односно да се напише поновата македонска историја на начин на кој што навистина се одвивала. Одговарајќи на новинарско прашање дали архивот ги има досијата на петмината струмички студенти кои стана актуелни деновиве по промоцијата на филмот Златна петорка, која зборува за нивната ликвидација поради идеите за национална самобитност, Петровски рече дека голем дел од нив се уништени. Немаме за нив, имаме масовни ликвидации после 45-та година за кои што документацијата е целосно уништена, што значи дека допрва на друг начин државата ќе треба да оформува предмет и да истражува за тие убиства. Тоа е сосема друг предмет. Се надевам дека државата ќе собере сила да ги отпочне овие истраги и да ги пронајде одговорните, а на оние што беа ликвидирани да им се даде вистинското место и заслуга во историјата на македонскиот народ. На промоцијата говореа личности чии поблиски членови од семејството биле следени за кои постојат досиеа. Петровски посочи дека едицијата е сведоштво за едно време во кое била забранета секоја напредна мисла која не соодветствувала со погледите на елитите кои биле на власт. Оно што го дознавме дека и после осамостојувањето на Република Македонија се продолжило со истите методи. Се до најмалку 2000-та година укажува на тоа дека не се почитувал ни законот, ни уставот, ни човековите права и тајната полиција, односно поранешната УДБА продолжила да работи во интерес на една партија. Тоа беше и тогаш недозволиво и сега,
а за тоа ние до денеска немаме дебата. Луѓе кои што и денеска се замешани во политички афери, кои што минатата година се обидуваа да направат и државен удар во Република Македонија. Јас можам да ве уверам според документите дека се работи за исти луѓе, исти имиња и презимиња. Лекари, политичари, уметници, професори па и обични граѓани. Сите овие биле следени и прогонувани од тајната полиција. Фантастична бројка од 15.000 досиеа на 630.000 страници поседува Државниот архив на Македонија. Направени се од страна на УДБА и тајната полиција во периодот од 45-та до 2000 година. Според информациите на архивот составени биле околу 120.000 досиеа, но тие се или уништени или се наоѓаат во тајните депоа на соседните земји. Оние пак кои ги поседува државата веќе ја видела светлината на денот. Срочени во 9 тома, хронолошки од 45-та до 2000 година, граѓаните сега имаат можност да видат кој следал, кој бил следен и за која цел, односно кој бил предмет на оперативна обработка на тајните служби и нивните соработници. Може би најинтересни се оние предмети направени по независноста на Македонија. Директорот на архивот Филип Петровски отворено говори за лицата кои соработувале со тајните служби. Причина, овие документи повеќе не се тајни, односно се декласифицирани. Пример е новинарот Зоран Божиновски кој според овие документи пренесувал информации на тајната полиција. Под кодното име Зоки на агентите им давал информации кои ги собирал за партијата ВМРО ДПМН. Се користеле неговите информации и неговите контакти кои што тој ги имал во ВМРО ДПМН како новинар, представувајќи се како новинар, присуствувал или на настани партиски или веднаш по настаните добивал брифинг за да информира јавноста. Меѓутоа тој ги користел своите присуства да ги мапира луѓето кои што се присутни на тие настани и истите имиња веднаш потоа ги предавал на секторот за државна безбедност во Куманово. Според документите, поранешната УДБА се интересирала и за нашинците во диаспората. Неодамна е објавено досие во Австралија на австралиската тајна служба, која што е декласифицирано и со самото тоа станува достапно за јавноста. И во тоа досие стои дека е забележан човек, јас сега не можам да го откријам името, се уште е активен во Македонија, стои дека тој човек бил испратен од УДБА, се инфилтрирал во редовите на македонската емиграција за да го ликвидира овој емигрант. Инаку сите оние кои сакаат да ги прочитат овие досија и ќе имаат можност тоа да го направат од понеделник. Според најавите на надлежните, тие ќе бидат достапни во сите библиотеки во земјава. Започна промовирањето на едицијата Црните страници на УДБА низ Македонија. После Скопје, Струмица е првиот град во кој Државниот архив го промовираше материјалот составен од 16 книги во 9 тома, во кои на 13.500 страници се објавени 202 досиеа. Директорот на Државниот архив Филип Петровски вели дека содржината на едицијата представува многу мал дел или само 2% од материјалот што се чува во Државниот архив. Ние во Државниот архив чуваме околу 630.000 страници, кои што покажуваат еден многу чуден однос на тогашната држава кон сите патриоти и кон секоја македонска промисла. Материјал кој што досега не беше достапен за историската наука, не беше достапен за проучување и анализирање и по наше мислење материјал кој што ќе допринесе во многу да се смени односот, односно да се напише поновата македонска историја на начин на кој што навистина се одвивала. Од Државниот архив најавија дека едицијата ќе биде промовирана насекаде низ Македонија, но и дека истата веќе може да се најде во библиотеките и книжарниците. Оттаму најавуваат продолжување на овој процес, а следната фаза што ја планираат е собирање на сведоштва од блиските на лицата за кои во периодот од 45-та до 2000 година биле водени посебни извештаи.